Треден поред дел од целата на Скопска Црнагора завеани со снег и отсечени од патниот сообраќај. Повеќе од 1000 жители на селата Брест, Малино и Танушевци се блокирани од снежните врнежи и мака мача да преживеат овие неколку дена. Велот храна им снемува, а дел од мештаните од селото треба да посетат и лекар, но заради замрзнатите патишта не можат. Екипата на телевизија Алфа се обиде да стигне до завеаните села на Скопска Црнагора, но заради замрзнатиот пат и неисчистениот снег на патот не успеавме. Заледени улици на расчистен снег и возила кои одвај се движат. Ваква беше сликата денеска на патот на кај Скопско Побожје. Според она што можеше да го забележиме, сол по улицата воопшто и немаше, но има дебел слој на лед кој е опасен за возачите. Селаните од Побожје велат дека не може да стигнат до кај своите пријатели во селата Брест, Малино и Танушевци, бидејќи патот е непроводен, а иста била сликата и минатата година. Тоа кога врне повеќе снег, тој ден, 2-3, мислим така увеќе со снег. После фрлат автобусот кај што иде, снег фрлат. Мислим сол фрлат кај што иде автобусот и чисто е до тука. Иначе нагоре за другите села не знаеме баш толку потешко ги чистат нагоре за мене. Не верувам да е проводно, тешко да е проводно. Од Центарот за управување со кризи велат дека работат на случајот, но сепак неколку села остануваат отсечени. Во Скопскиот регион патот кон селата Брест, Малино и Танушевци е непроводен, што е вообичаено во овој дел од годината при појава на врнежи од снег. Патниот правец исто така во Кумановскиот регион, патниот правец општина Ранковце кон село Грман, поради навеви од снег е непроводен само за теренски возила и се очекува во текот на денот истиот да се расчисти со механизација. Патот кон село Гошинце и село Лукаре е непроводен, блокиран од снегот кој на некои места има наноси од 40 до 50 сантиметри. Алфа стапи во контакт со општина Чучер Сандево, под чија ингеренција се овие села. Со прашање зошто не се исчистени патиштата, па оттаму ни кажаа дека патот на кај Танушевци бил регионален пат и не бил во нивна надлежност, но и тие помагале околу честењето на истиот, кој денеска е непроводен. Селаните апелираат до локалните власти, до општина Чучер Сандево и централните власти да превземат итни мерки и да им го решат проблемот.